Добар ден, почитувани ученици. На денешниот час ќе зборуваме за отпор на водата, лебдење и тонење. Каде ќе се движиме побрзо? Покрај брегот или во вода? Што мислите? Зошто во водата ќе ни биде потешко да се движиме? Дали може топка да потопиме во вода? Дали може би сте забележале отпадоци кои што пливат на површината на водата? Потешко ќе се движиме во водата. Зошто? Бидејќи молекулите или честичките од кои што е изградена водата се наоѓаат поблиску една во однос на друга. Во однос на молекулите, односно честичките од кои што е изграден воздухот. Кога телото се движи низ водата, на него дејствува силата на триење насочена во спротивна насока од движењето. Кога тоа се движи, ја турка водата, при што таа се трие со страните на телото, дејствувајќи со сила насочена во спротивна насока од движењето на телото. Силата со која што водата дејствува на телото се нарекува сила на отпор на водата. Делот од физиката кој што го проучува движењето на водата се нарекува хидродинамика. Силата пак со која што водата го истиснува потопеното тело се нарекува сила на потисок или Архимедова сила. Да видиме сега од што зависи отпорот на водата. Отпорот на водата зависи од брзината со која ние се движиме. Зависи од површината на телото. Колку е поголема површината, отпорот ќе биде поголем. Но ќе зависи и од густината на водата. Затоа нам ни е полесно да пливаме во солена вода, отколку во сладководна вода. Силите секогаш одеа во пар. На силата со која што пливаме, погонската сила, спротивна по насока и е силата на отпорот на водата. Спротивна на гравитационата сила, која што дејствува вертикално надолу, е силата на потисок, односно силата со која што водата го истиснува телото кое што е потопено во нејзе. Сега да видиме дали телото ќе тони, ќе плива или ќе лебди. Од што зависи тоа? Рековме дека отпорот зависи од брзината со која се движи телото, димензиите на телото и од густината на водата. Но од што зависи дали телото ќе лебди, плива или тоне? Во голема мера тоа зависи од Архимедовата сила или силата на потисокот. Доколку Архимедовата сила или силата на потисок е помала од гравитационата сила, тогаш телото ќе тоне. Доколку Архимедовата сила и гравитационата сила се во рамнотежа, тогаш телото ќе плива. Ако пак Архимедовата сила е поголема од гравитационата сила, телото ќе лебди на површината на водата. Отпорот на водата е искористен при конструкцијата на подморниците. Подморниците работат на принципот на функционирањето на големите цицачи, китовите, кои што пливаат во океанските длабочини. На кој начин? Ако треба да тоне, да плива на поголема длабочина, тогаш подморницата се полни со вода. И еве гледаме слично како на ова чамче овде. Ако се наполни со вода, тоа ќе потоне. Доколку пак таа треба да излезе на површината на водата, на нивото на океанот, тогаш ја исфрла водата од резервоарите, станува полесна и може да плива. За денешниот час имаме една активност која што треба да ја сработите. Земете неколку различни предмети со различна тежина и различни димензии. Ставете ги во сад со вода. Проверете
и запишете си во вашите тетрадки. Кој предмет ќе лебди, кој ќе плива, а кој ќе тоне. Пуштете ги предметите и наблюдувајте дали вашите предпоставки се соодветни со тоа што сте го добиле од истражувањето. Активност 2. Земете едно живо јајце. Ставете го во еден подлабок сад со вода и додадете сол. Што ќе забележиме? Ако постепено додаваме сол во садот, ќе видиме дека јајцето ќе почне да плива, да се придвижува кон средината на садот со вода. Доколку ја истуриме целата сол, ќе забележиме дека јајцето ќе плива на површината на садот со вода. Можете да ја сработите оваа активност. Да се потсетиме и да видиме што учевме денес. Ако убаво сте ја следеле презентацијата, ќе можете без проблем да одговорите на прашањата. Запишете си ги прашањата во вашите тетрадки и одговорете ги. Од што зависи големината на силата на отпорот што действува на едно тело кога се движи низ водата? Нацртајте еден чамец во движење и со стрелки означете ги силите што действуват на него. Зошто подморниците имаат карактеристичен облик? Зошто во мртвото море многу лесно се лебди на водата? Ви благодарам за вниманието.